но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која ја извршува. Немаш право да покажеш и тоа не може да направиш. Имам. Добро, дајте само Можете да сте саркастични колку што Дајте уште една минута сакате. реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го знаев. Чекај сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер во Аргументи. Два наставни, две вести ги одбележаа изминативе 3 дена или викендот, ако не го споменуваме и одбележувањето на Божи. А тоа е платформата на албанските партии и мандатот што председателот Иванов му го додели денеска на лидерот на ВМРО ДПМН, Никола Груевски, за состав на нова влада. И овие два аспекта ќе ги анализираме вечерва со моите двајца гости, господинот Ристо Никовски и господинот Сташо Ангеловски од МААК. Господине Никовски, ние во петокот, значи пред самиот викенд, пред саботата, кога беше објавена платформата на партиите на албанците, антиципиравме некои тези, говорејќи за обкружувањето и при тоа улогата на Еди Рама во конституирањето на дел од платформата или поддршката на албанските партии во формирање на ваква платформа, иако според некои аналитичари можеби станува збори за некои други политичари од соседството од Косово кои што биле на некој начин инволвирани за создавање на една ваква платформа која за волја на вистината, според она што можеме да го читаме денеска, во речиси сите портали, медиуми имаше реакции, негативни реакции и за чудо и на приврзаници на власта и на приврзаници на опозицијата, па дури некои албански интелектуалци и колумнисти. Секој од својот аспект, но барем за сега, бидејќи водачите на партиите, учесници не се многу експонирани околу објаснувањето на идејата, значи немаше некој што ја поддржа оваа платформа. Барем за сега. Останува преднаследен период. Ваш прв коментар за тоа за каква платформа станува збор генерално, бидејќи имате и вие денеска свое видување на оваа платформа на албанските партии. Точно е дека ние антиципиравме некои ставови, конкретно средбите со Еди Рама во Тирана, после тоа се случи средбата во Приштина. Меѓутоа, сега веќе кога платформата е јавна, не така, кога ја објавија, таа е де факто на, можеби, груб начин кажано, али мислам дека тоа е апсолутно реално, е обид за државен удар, де факто. Тоа ќе чете тешки зборови се, меѓутоа тие се вистинските кои ја прикажуваат на најдобар начин објаснуваат ситуацијата. И знаете што е клучно во сето ова? Клучно е што веќе се отворија картите до крај и за тоа треба да им бидеме благодарни на албанците. Веќе нема некои прикривања човекови права, еднаквост на албанците и слично. Оваа платформа е де факто дел од големо албанскиот проект и на некој начин негова финализација. Дека тоа точно така, ќе ви кажам два клучни факти, два, мислам, аргументи кои никој не може да ги оспори. Прво, Еди Рама, менторот, да речем, јавниот ментор на целата оваа турлитава македонска, да ја наречеме, и рече дека албанците во Македонија не барат функции. А што барат? Ако не голема Албанија. И уште нешто ќе ги прочитам, дека тоа е точно, ќе го прочитам изјавата на Беса по објавувањето на платформата, која вели: по извршените консултации со представници на албанската држава, со заедничка цел да се произведе една заедничка декларација на албанските партии во Македонија, што до сега
е неприфатливо, али кечеш добро, нека биде, за да продолжи. Се со цел да покажеме посветеност дека албанците се подготвени да поддржат една заедничка кауза. Каква заедничка кауза? Каде таква е таа кауза, ако не е голем албанскиот проект? Значи, велам, се отворија до крај картите и ова што го поставија тие на дневен ред на маса е де факто еден антиуставен ултиматум кој не може да биде тема за разговор со било кој мандатар на влада. Тоа мора да бидеме чисти. Значи се работи за редефинирање на државата, уставно редефинирање на државата, кој албанците го постигнаа во 2001 година со војна. Значи тоа може да биде со војна или другиот начин е преку референдум. Знаете, ако веќе не одиме на војна и на оружје и со убивање, кој што беше во 2001 година, која како цел на албанците не реализира нивната завршна акција, односно намера да се ослободат албанските територии кои што објавува, али заврши со пораз на Македонија и затоа беше резултат на тоа беше Охридскиот рамковен договор кој редефинира државата, иако ние, значи, ја изгубивме војната, иако тие не постигнаа целта, со рамковниот договор е постигнаа целта, односно сега е финален на тоа редефинирање на државата. Значи се работи за нешто што може да се одлучува само на референдум, ако не одиме веќе на војна, дај Боже да не одиме. Мислам дека никој веќе нема да дозволи војна, али ова покажува дека се работи за решавање на албанското национално прашање, нема никакви врски со еднаквоста на албанците, правата на албанците и слично, и такво нешто треба да се одбие генерално од мандаторот сега, што го спомнете дека денеска го доби нели така мандат од председателот, од било кој други во последните избори, иако албанците инсистираат на вакво нешто, на ваква платформа, која е де факто пласирање на аспирациите на Тирана и Приштина во Македонија. Јас ги нарекувам, за жал, нашите албански политички лидери како тројански коњи, што тие се покажаа како такви. Ова што го изјавува овој Беса, дека тие се договараа со Албанија за заедничката кауза. Албанска не е, таа македонска. Значи, тие може да бараат, да инсистираат, се знае кој начин се доаѓа до референдум, да бараат на референдум народот да се изјасни тие работи. Иако се изјасни народот во нивна корист, тогаш никој не треба да има ништо против. Ако биде нели така против, што мислам нема шанса теоретска да помине, тогаш треба се поминат со тоа што е тука. И сега уште една поента ми чини е во сето ова многу важна, а тоа е дека албанците настапуваат со големо албански аспирации, со голема албанска платформа и ќе го цитирам и Села, кој рече резултатот на ВМРО ДПМН е златна шанса на албанците, дуи треба да повика да седнеме на заедничка маса, за да имаме заедничко политичко дејствување и да го услови македонскиот политички блок, вели Села. Со што? Со дефинирање во државата во правец на федерализација. Не заборавајте, нема унитарна држава во светот која е двојазична. Македонија не спре да биде прва и се што поставуваат они во своите барања е де факто федерализација и консензуалноста, и двојазичноста, и поделбата на буџетот по етнички особи и слично. И мислам дека сега е многу важно, бидејќи имаме едно етничко групирање со поддршка на Тирана и на Приштина, која никој не го осуди до сега, ни Брисел, ни Вашингтон, ни било кој друг не го осуди, че сите го прифаќаат со други зборови. За ќе потсетам дека кога во кампањата ВМРО јасно кажуваше дека е против федерализација, против двојазичност, опсе и одеха рекоа дека се тоа националистички тонови. А што се ова? Ова е антиуставно, што цел свет него не прифаќа антиуставни движења, не така и слично. И сега мислам дека е поентата, ако веќе одиме на една конфронтација која наметна албанците со платформа која е нивна заедничка, никој не се огради од таа платформа, потребно е, ми се чини сега, нашата владеачка партија, мандатарот, може би и сега период многу незгоден, македонците се поделени меѓу себе и не е можна некаква средба, али мислам дека би било потребно, ако не веднаш, во еден многу близок скорешен период, да се изгради една македонска национална и државна платформа, мислам, пред се државна, али и национална, во која ќе се каже државата ќе се развива по овие и овие правци понатака и на таа основа се бара согласност
Прво од македонските политички субјекти во државата, а после тоа и од албанските. Зашто, како и што сами рековте, и дел од албанците сваќа дека ова што го барате невозможно, ова е рушење на државата и создавање на едно долгорочно кризно жариште во Европа, кој никој нормален во светот нема да го прифати. Така да има тука едно чудо аргументи и факти на кои треба се работи, за да се издигнеме над овие, велам, обиди, кои се во суштината се, да го повторам и тој дел е мал обид за државен удар. И уште една квалификација, мислим и прошлиот пат кажеме да ја повториме, обединувањето на албанците, национална линија против македонците, што го кажува и самиот Села, е фашистоидна политика, тоа нема врска со демократијата, значи сега македонците се поделени, ВМРО со украдените избори со 70.000 албанци и слично успеа да го десеткуваат македонскиот, да речем, политички блок во државата, ги спокара другите, и меѓу себе ние, македонските политички фактори, и сега му е мајката што велат да ги кутнеме и да го постигне невозможното. Тоа не само што не е коректно, што не е природно, што не е принципиелно, што не е демократско, тоа е во основата фашистоидно. Господин Ангеловски, како вие доживувате оваа платформа? Дали таа навистина е реална и треба да ги застрашува македонските граѓани или да ги оневозможува партиите македонски, во овој случај бидејќи мандатот го доби Никола Груевски, да ВМРО-ДПМ да влезе воопшто во една фаза на разговори, бидејќи роковите течат, дали тоа отфрлање на можноста за договор, дали е толку ултимативна или не е толку страшна, дали е нешто веќе видено на македонскиот политички простор од 90-те години наваму. Како вие доживувате? Според мене ова е еден логичен след на нештата, на она што ни се случува, посебно од 2001-та наваму. Ние 2001-та дозволивме под притисок на оружјето и под притисок на таа така наречена меѓународна заедница, дозволивме за прв пат во една држава, во нејзиниот устав, да се воведе зголемување на колективните права по пат на воведување на процент на населението во една држава. Зашто станува збор? Ние, наместо да овозможиме на тамошен развој на човекови, на индивидуални, на граѓански права, ние овозможивме само на оние кои се малцинства, кои се над 20%, да им се зголемат колективните права. Тоа беше грешката, која беше сигурно дека како спирала ќе продолжи натаму да се развива во барањата за зголемување на колективните права. Имено, денес, кога албанските партии во парламентот имаат не повеќе од 16% представници во македонскиот парламент, се поставува друго прашање. Се поставува прашањето дали е дојдено време да се преиспитаат одредбите во Уставот кои беа донесени со сила на оружјето и со сила на притисоци од меѓународната заедница, и со еден извршен попис да се види дали тие и така насилно наметнати колективни права му следуваат на тоа малцинство кое денес повторно се обидува со уцени и со закани да ја урива македонската држава. Но, нештата ќе ги погледнеме од два или три аспекти. Прво, според мене, Еди Рама и Хашим Тачи се само гласниците кои ја носат лошата вест. Според мене, господинот Никола Груевски, најпрво, пред да ја почне десоросоизацијата на Македонија, треба да ја изврши деамериканизацијата на Македонија. Јас знам дека оваа идеја потекнува од палавото дете кое има уште само еден час во училиште и сега пред да си замине сака да направи уште една белја. Клинтоновата администрација, која денес ја предводи Обама, има уште 2 недели и сака да ја направи последната пакост на Балканот. Станува збор за обидот Балканот да стане повторно немирен. Ние сме сведоци дека на еден председател на ентитет или дел, федерален дел на Босна и Херцеговина на Република Српска, таа и таква администрација на заминување, која сака да прави пакости на Балканот, не му даде виза, при тоа човекот поканет
од новиот председател да присуствува на неговата инаугурација. Господинот Никовски е дипломат и знае дека такви нешта се недозволиви во дипломатијата. Но тоа е последниот обид за пакост на Балканот, за да се направат немири и да се направи она што никој не го сака. Од друга страна, во сето ова највпечатливо е учеството на БЕСА. Ако знаеме дека БЕСА е директно формирана и финансирана од Турција, дали може би се потврдува тезата на тогашниот министер за надворешни работи Давутоглу, кој 2010-та во Сараево рече: основен приоритет на турската надворешна политика е возобнова на отоманските вредности на Балканот. Дали сега, преку таа и таква БЕСА, не се сака да се протурка обидот да се возобноват отоманските вредности? Ами ние знаеме кога произлегува отоманските вредности. Од темниот среден век. И овде траеја 5 столетија. Нам не ни требаат отоманските вредности. И на БЕСА не ни требаат, иако мисли може би дека така полесно ќе стигне до некои зацртани цели. Значи, гледајќи ги така нештата, јас сум речиси сигурен дека оваа платформа ќе остане мртво слово на хартија. Речиси сум сигурен дека македонскиот народ ќе собере сила, ако не соберат сила двете најголеми политички партии, македонскиот народ ќе собере сила да испише една платформа која ќе биде патоказ за делување на македонските политички партии. Македонскиот народ е мудар во својот опстој и тоа го докажал со векови наназад. И овој пат ќе најде сила наспроти целата поделеност, наспроти целата омраза која се вметна во овие 2 години, а денес ни станува јасно зошто била таа омраза вметнуваана меѓу македонскиот народ, зошто била вметнуваана меѓу македонските граѓани, зошто меѓу македонските политички партии. Тоа е 200 години е тоа? Да, но денеска станува јасно зошто со таков интензитет во последните 2 години. Зошто беа избирани инсинуации за Сопот, за Смилковско езеро, за Куманово. Само инсинуации која се велеше. Ние имаме и за таму, за да дојде до омраза меѓу албанците и македонците, за да дојде до омраза меѓу македонците и македонците. Но овој народ е мудар, овој народ ќе ја донесе собствената платформа. Од кај сте толку оптимист? Јас сум секогаш оптимист за мојот народ. Македонскиот народ е поделен, како што велите, и бил поделен. Никогаш не бил поделен од сега. Никогаш не бил поподелен. Како ќе се обедини ако е поделен? Мудроста ќе го обедини и потребата да обстане. Во најтешките мигови. Поведи, иначе тие и на изборите се поделени денес и утре ќе бидат поделени. Значи, тоа е едно наслојување за кое што говорите. Може би и нормално, политички се поделени и во соседството и секаде се поделени. Тоа не можеме да бараме некоја унисоност. Видите, само не заборавајте дека кога се појавува еден заеднички непријател, во ситуација мораме така да го квалификуваме, секоја се сплотуваат другите. Кај нас, за жалост, тоа не се случува. Еве, ние сме 25 години нападнати, под закана, под уцена, под блокада и се уште не сме со овај... Ама Николски 90-та година, кога се создаваше плурална Македонија демократска, кога се двојакна од Југославија, и тогаш не се обединија македонските политички партии. И проценката беше дека така е подобро во интерес на Македонија. Никој не очекуваше дека може ВМРО и СДСМ да формираат. Јас сакав да го кажам токму тоа, кога ќе се почувствува најголемата опасност, тоа доаѓа до сплотување и овој пат ќе дојде. И покрај сите обиди, и покрај сите извонредно огромни количини на фрлени пари во Македонија, за да се стори тоа конечна поделба на македонскиот народ и да се затвори. Народот, јас сум тој кој овде вечерва ќе ви го кажам и ќе видите дека е така, народот ќе излезе помудар од политичарите, народот ќе излезе помудар од политичките партии, народот ќе излезе оној кој ќе поведе татковината, а ние политичарите и политичките партии ќе тргнеме зад него. И сега, ова изгледа идеалистички. Изгледа многу. Некои работи што ја кажете се далеко од реал политиката за која што говорите. Сега треба да се направи една платформа. Народот ќе ја даде насоката каде треба да се движат политичките партии. Сега е моментот, бидејќи еве другата страна ги отвори картите. Се не може да се прави дека да игнорираш тоа.
Дали тоа ќе успее или не, ќе видиме, зашто тие се спремни на се. Меѓутоа, видите, значи, во суштината сега треба да се направи, може да се направи на група на интелектуалци, разбирате, не мора партиите да излезат, една група на интелектуалци, неформална група, да излезе со една платформа државна и национална. Затоа што оваа држава е национална македонска, ние немаме друга држава, они имаат веќе две. И тука, ако се направи на таква платформа, разбирате, и кој ќе се пласира, а кој е против таа платформа се дискредитира пред и гласачите. Нема. И тоа ќе мора да дојде до не верувам дека е можно. До една катарза во самата опозиција, луѓе, да се разбереме. Јас не можам да сватам дека во таа опозиција кај што има прекрасни луѓе, кај што има извонредни умови, слушаат, молчат на свите овие глупости што ги тресе заев. Извините, тоа се глупости. Ги тресе, денеска едно кажува друго, ги игнорира македонските национални интереси, вели зашто не двојазичност, вели ќе го надградуваме Охридскиот договор. Охридскиот договор е катастрофа за оваа држава. Ние го потпишеме, ќе го спроведуваме. Меѓутоа, ти да се јавно залагаш, а тоа се најекстремните албански и националисти што го пратиш шовинисти, да ти се залага за надградба на Охридскиот договор, тоа е погубно политички. Во било која држава таков потек, тој човек е веќе избежал од политиката, кај нас уште не е. Мислам дека тоа катарза мора да дојде. И кој ќе дојде таа катарза, кој ќе таму се тргнат тие луѓе кои заскитале во политиката, тоа ќе биде можно и единство и основа за некоја заедничка платформа, верам, стратегија за државата и на Зашто? Знаете, кога еден поединец, еден човек ќе почувствува смртта од болеста, се ќе стори, секаде ќе замине за да најде спас. Тоа е природно, тоа е нагонски. Денес нашиот народ ја чувствува опасноста од собствената смрт. Таков народ мора да тргне и да го бара, да си го најде лекот, да го бара лекот. Вака или онака. Значи, тоа е нагонски. Тоа е она што излегува однатре од природата. И јас искрено верувам, она што господинот Никовски го рече, јас искрено верувам дека еден добар дел интелектуалци од СДСМ со еден добар дел интелектуалци од ВМРО ДПМН или ајде да речам интелектуалци од коалицијата на СДСМ и од коалицијата на ВМРО ДПМН, со добар дел интелектуалци кои не се ниту ваму ниту таму, ќе се најдат за да го извршат тоа внатресно помирување во полза на овој народ. И државата, и во полза на државата, и на сите граѓани, затоа што не е интерес на ниеден граѓанин, албанец, влав, Ама вие велите така. Ама не е интерес да дојде до судир и до тако. Политичарите не мислат така, али затоа треба таа група на интелектуалци ќе биде партија ли ќе се јави да направи, да даде еден предлог, една насока. Ние немаме насока, ние немаме стратегија. Одиме со мал блок реклами, а мислам дека само што отворивме некои прашања на кои што имам други подпрашања. Ке имаме време да се надевам да објасните некои тези кои што веќе ги нафрливте во емисијата. Еве во платформа разговараме со Ристо Никовски и Страшо Ангеловски. Многу оптимизам во досегашните, иако провокативни искажувања и вербата во обединување на македонскиот народ и на македонскиот политички простор, кога сме загрозени, како што велите, од еден ваков непријател, а тоа е платформата на албанските партии, господин Никовски. Јас сепак ќе прашам едно глупо прашање. Нема глупи прашања. Мислите дека албанските партии подписнички на оваа платформа веруваат во неа? Дека таа нивно изворна и дека таа може да се реализира? Видите, прво... Особено во ваква констелација на силите во македонските партии, дека тие се нереални политичари, дека не знаат кај действуваат? Не, напротив, јас мислам дека тие се уверени дека може да помине. Мислите? Да, бидејќи имате опозиција која лидерот кажуваше зашто да не учат секаде албански, звереше ќе надградуваме Охридскиот договор, тоа е федерализација, разбирате. Така да
Тие Сите барања што се такви се со двотретинско мнозинство. Не може тоа е друго прашање. реално да мрднат. Не може, тоа е која е и опозиција да Меѓутоа, биде. видите, кој Ни ќе ставите- СЈО, ни јазикот, Ама ни... видите, кој ќе ставите едно барање на маса, колку е да тоа измислено, колку е да тоа нереално. Хартија трпи се. Веќе хартија трпи се и не само тоа, вие ќе го давате до знање дека тоа е актуелно. Значи, со самото поставување на овие прашања на еден официјален начин на албанците покажа дека тие стојат за таква платформа. Она што рековме на почеток се да го повториме. Тоа не е нивна платформа. Тие Затоа ве прашав. Тоа не е нивна Прашањето платформа, не веќе случајно. сега покажа, тие два пати одеа во Тирана, одеа на Косово, разбирате, и јас би го прочитав што вели овој. Значи, од беса, вели, ние правиме заедничка кауза на албанците, тука што нема Македонија, значи, велам, се тоа што го прават е против држава, Македонија како држава, не како македонци како народ, против Македонија како држава. Тоа е се од А до Ш. Ако не беше така, ако беше нешто софилувано, макар на прв поглед да боде очи или да изгледа дека е добронамерно, дека како лојални граѓани се на држава, нема ништо лојално према држава. Апсолутно све е, разбирате, интерес национален на албанците, не граѓански, не локален македонски на други жителите албанци на држава, него на албанскиот фактор во регионот. Значи, тоа е суштината. Инаку, она што беше спомнато, ако тие мислеат добро на оваа држава, прво ќе да направиме попис. Без попис тие не може да постават вакви барања. Прво попис, да видиме колку сме, какви сме, каде сме, што сме и врз основа тоа се бара нешто. Тие пописот го избегаваат како ѓаволот огнот, затоа што ќе покаже може и други работи. Второ, тие не покренуваат ни едно прашање кај што тие имаат освоено терен кој не им припаѓа. Законот за знамињата. Прво беше сериозна историска грешка, што дозволи да знамето не на држава стане знаме национална етничка заедница во државата. Тоа не е од едно со друго. И што се прави, тоа се злоупотребува максимално, се става на 30 метарски арболи кои означуваат само територија, ништо друго, и никаде не се користи тоа според законот. Според законот, албанското знаме е прво помало, тоа не е воопшто помало никаде, покрај албанското мора да стои секаде македонското, никаде го нема македонското. Тие најдоа тука простор, го освоија тој простор и се од понатака. Пак по тој голем албански проект, значи, или барат делови од буџетот да бидат концентрирани, односно усмерени на албанските делови кај што живеат албанците во мнозинство. А никаде не спомнува да се полни буџетот, никаде не зборува дека ДДВ-то е обврска на сите, а не е во албанските, кај што живеат албанците факултативно, кој сака плаќа, кој не сака не плаќа, разбирате? Така да, ова е едностран памфлет кој не може да претрпи никаква критика. И мислам дека Македонија, покај другото, треба прво официјално да прашаме во Тирана, ако не протестираме, што значи албанското мешање во македонските внатрешни работи. Тоа е флагрантно, директно отворено. Разбирате? Он прави платформа за македонските партии Еди Рама на внатрешна политичка сцена. Па тоа е, луѓе мои, еден безобразлук во основата. Ние треба да побараме објаснување од Тирана. Помалку од Приштина. И само уште нешто. И истовремено, ние си молчиме, треба да бараме став на Брисел и на Вашингтон. Тие се задова, нас не е јасно. Беа воздржани денеска, доста. Ама не се воздржани тие, затоа стојат се што прави Тирана и Еди Рама и тачи на решавање на албанското национално прашање, те го бомбардирање, забравите Белград за да се одвои Косово на крајно нелегален начин, против сите меѓународни принципи, хелсински документи и слично, разбирате. Значи, тоа го направија, тоа сега го продолжуваат, а ние се молчиме. Треба да се бара и директен став од Америка, и од Вашингтон, односно, и од Брисел до Унијата. Што мислите вие за овие антиуставни и антидржавни памфлети и документи? Тие треба да се изјаснат. И да од ОПСЕ се бара. ОПСЕ гарантира безбедност на Европа, они го рушат мирот на Балканот. Ако велите дека тие ги напишале, како ќе ги коментираат тие памфлети? Ако тие се автори на... Ама стај ги на маса, стај ги да се изјаснат, нека го потврдат тоа, зашто вака они се држат во позадина, ние не ги прашуваме, испаѓа како да е ова албанска работа. А не е албанска работа. Старшо Ангеловски, вие сте во политиката во Македонија од почетоците на осамостојувањето и на плурализмот во Македонија. Се сеќавате, мене барем многу ме подсетува оваа платформа, ме враќа во 90-тите години. Како истите барања од почеток да ги поставуваме сега. Знамето, химната, јазикот,
се сеќавате дека тоа беа делови од барањата уште од ПДП која се формираше како колективитет на албанците за кој што говори Ристо Николски. Како од тогаш наому ништо да не е направено, како да се негираат од 25 години некои достигнувања. Значи се враќаме сосема на почетокот, да расправаме повторно за како да уредиме државата од почеток. Видете, многу е постигнато во зголемувањето на колективните права на албанското малцинство. Но, секое барање е легитимно, доколку е тоа културно барање кое вие ќе го доставите, а не ултиматум со кој ќе и конструктивно, а не ултиматум со кој ќе уценувате една држава. Меѓутоа, јас повторно ќе кажам дека е ова работа на американската администрација во заминување. Ова е прозирен и последен обид на таа администрација да успее во промената на името на македонската држава. Сметаат дека со една ваква платформа на сите албански политички партии во Република Македонија ќе го исфрлат ВМРО од ДПМН од можноста да формира влада и владата ќе ја формира Зоран Заев и СДСМ. Тие се свесни дека ништо од ова не може да се реализира. Сите знаат дека ништо од ова не може да се реализира. Платформата е само обид како да биде лизнато ВМРО од ДПМН, владата да ја формира Зоран Заев и да ги испорача кон своите ментори бараните нешта. Промена на името, Па не видите ништо не може да се реализира. Значи, тоа е само игра на... Не може да се реализира двојазичноста, не може да се реализира федерализацијата, затоа што се треба да помине со... Двотатенско мнозинство. Но влегуваме во еден магевсен круг. Името на оваа држава СДСМ може да го смени доколку дојде да владее заедно со албанските политички партии. Целта на Америка е таа, да се смени името, Тоа е точно. Република Македонија како обезимена територија да стане членка на НАТО, да се затвори јужното крило на НАТО, со што ќе се затвори реверзибилно повратно исламската вертикала која води од Авганистан и Ирак, па се до Брисел, до Лондон и до Париз. Значи, целта е да се излизне ВМРО ДПМН од шините, за да не може да формира влада. Да рече утре Груевски дека ние, заради платформата која албанските политички партии ја донесоа, ние не можеме да формираме со ни влада. И кога веќе ме прашавте за моите сеќавања од почетоците, така беше лизнат Љупчо Георгиевски, кој имаше мнозинство, кој имаше мандат да формира влада, меѓутоа му беше подметнато дека тој не смее и не треба со албанците да формира влада и така првото ВМРО ДПМН првиот пат ја изгуби можноста да формира влада. Втор пат се сака да се направи тоа, на ВМРО ДПМН е перфидно да му се одземе можноста да ја формира владата и да ги зачува македонските национални интереси. Тоа не е игра ниту на Еди Рама, ниту на Хашим Тачи. Тие ниту се толку паметни за да го смислат тоа, ниту пак можат да го реализираат. Тоа е игра, повторно ќе речам, на таа пакосна администрација во заминување на Барак Обама. Значи, Само да се приклучам. Ова што го кажавте, апсолутно е точно. Целта на кризата, на се е... Само да потврдам. Да се Тоа треба да е финален. Значи, вака, Николски, значи, ова има еден куп барање. Албанците се сметаат како државотворна нација, тоа е памфлет. Употребата на албанскиот јазик на сите нивоа власта, ништо. Уставот на РМ да утврди дека македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и албанскиот јазик се официјални. Сеопфатна дебата за името, усвојување на резолуција за геноцид врз албанскиот народ, сите овие барања, монструми и така натаму, овие две за кои што говорите се клучот на барањето. Решавање на спорот за името, во согласност со европските вредности и принципите на меѓународното право, и усвојување заедничка и обврзувачка резолуција со која владата на РМ се обврзува активно да се вклучи во решавање на спорот за името. Толку. Се друго е безпредметно. Безпредметно, неостварливо и политички памфлет. Не е тоа безпредметно. Тоа е во нивната, да речем, во нивните намери, замисли, светот. Да. Тие тоа, знаеш како прават они? Денеска 1 милиметар ќе освоиме,
со знамењата го постигнаа тоа, ставија на 30 метра јарбори, означува територија. Денеска ги прекрстија школите, утре поставија споменици. Денес е невозможно да се реализира. Еве, ајде така али види, да го тие се дефинираме. свесни, меѓутоа држава се прави 10, 20, 50, 100 години, разбирате? И сето тоа они одат милиметар по милиметар. И успеваат, да бидеме јасни. Косово почна во 60-тите години, на крај заврши со независно, со бомбардирање на Белград. Така да тие работи може да се гледат во една траекторија долгорочна, во еден временски период. Вака, ова сега што може да испадне абсурдно, али го не го ставаат на маса и тоа стои како една латентна цел и полека денес ќе постигнат. Јазикот е се клучен, знаете зашто? Моментално единствениот столб на унитарниот карактер на државата е јазикот. Зато тие не го учат, зато го избегаваат, се гетоизираат и ќе кажат, луѓе, не можеме да бидеме заедно, не може да оваа држава да биде унитарна кога не се разбира меѓу себе. Со поставувањето на албанскиот јазик како втор, де факто ќе морат македонците, што е абсурд, што Заев не го може да го свати, место албанците да учат македонски, да ни биде оној јазик на заедничка комуникација. А македонците во Тетово, Гостер, кај што има албанци, кај што има децата уште од мали ќе играат, ќе учат јазик, тоа не е спорно дека и македонците ќе го учат. Меѓутоа, ти да направиш дека функционирањето на државата ќе биде преку албанскиот јазик, тоа е нонсенс, тоа е глупост. Мнозинство постои. Основата на демократијата е мнозинство и малцинство. Се ние го игнорираме мнозинството, тоа сите чекори што се прават и од Охрид понавака, значи и промената на уставот и све, го игнорираат мнозинството и барат малцинството сега да де факто биде клучен фактор во тоа. И уште нешто, ова кога ги поставуваат овие услови, де факто ти уште што не поставија граници каде е таа поделеност меѓу македонците, групчини, било што. Али тука има и друг дел, кој покажува дека сите овие барања кои што вака поставени се де факто во намера да се албанизира целата Македонија. А тие со наталитетот слично и така натака, целта е значи полека да таа држава биде бинационална, односно да албанскиот јазик се едначи, албанците да бидат секаде еднакви, председател да биде или премиер да биде албанец по некој систем на ротација и слично, што е системот на заедничко председателство во Југославија кој доведе до катастрофа. Николски, но вие сте опитен дипломат, политичар и Страшо Ангеловски, рековме дека не е без искуство во политичкото организирање. Кога говорите обајцата за една македонска платформа, бидејќи гледаме и во медиумите веќе се врти таа теза дека ние немаме изградена стратегија. Таа стратегија како да ги спречиме колективните барања на албанците кои што стануваат се по-експанзионистички? Каква платформа очекувате вие? На што би се темелела таа? Ајде само нешто пред да дојдеме до нашата платформа. Би сакал само нешто да се надоврзам. Значи, албанците, рече господинот Николски, 99-та дури беше бомбардиран Белград заради нивните права и така натаму и така натаму. И затоа се тие брзаат, затоа што досега имаа работа со две најкорумпирани администрации на светот. Тоа е американската администрација, за која чувме и од Сноуден и од Асанж колку е корумпирана и колку и албанската мафија и плаќала за сето ова го изработи, и втората која е можеби уште покорумпирана, тоа е бирократијата на Европската унија во Брисел. Значи албанците точно знаат дека уште малку време си имаат работа со двете најкорумпирани администрации. Затоа што многу скоро ќе дојде до промена во геостратегиските односи во светот. Ќе дојде до промена посебно на геостратегиските односи на Балканот. Америка веќе нема да биде светскиот джандар онака како што беше досега. Значи, јас лично дента кога победи Доналд Трамп напишав на својот Facebook профил дека светот доби надеж дека ќе преживее. Не велам дека сигурно, но барем доби надеж. Искрено верувам дека ќе се промени односот на Соединетите Американски држави, а со тоа ќе дојде до соработка на двете најголеми светски сили против вистинското зло на човештвото денес, тоа е тероризмот. Тероризмот е дел од албанското битисување овде на Балкан. Мафијата во целина, видите, не се согласува многу со тоа, иако тие очекувања од Трамп се големи. Видите,
Обама доби Нобелова награда пред да било што направи и сите мислев дека светот се менува. Ми спада полош од сите. Така да не заборавајте дека американската администрација, американската структура политичка е толку силна, да не зборуваме тајните служби, ги имаше 17 колку се на чело со ЦИА, разбирате. Трамп, ако направи позитивни потези кон Русија, што ги најавува и ми се чини се исклучително позитивни, бидејќи не може не само против тероризмот, не може ни против сиромаштијата, ни против ништо, светот се бори Ако не се бори заедно. Ако Русија е на другата страна. Не може, разбирате. И Европа прво ќе биде секојаш онај јаболко на раздорот. Така. Значи, тука е апсолутно јасно. Меѓутоа, да Трамп дојде до една Македонија, до албанците, до регионот и слично, мислам дека шансите се 1:1000. Дај Боже да сгрешам. Што треба да направи, да речеме, кој е позитивниот сигнал што може Трамп да го сврти во однос, да не игра таа улога на суверзивен елемент кој што ги проигрува албанците контра македонците? Не, туку договорот со Путин за поделба на интересни сфери, во кој договор Македонија влегува во интересната сфера на Руската Федерација. Тоа нема шанс. Тоа ќе се случи и да знаете. Јас 90-та година, кога го формиравме МАК и први излеговме и изборувавме дека ќе правиме независна македонска држава, сите реагираа како вас сега. Тоа нема шанси. Значи, тоа нема шанси. Вие ќе ја уништите ЈНА, вие ќе ја урните ЈУСА, нема. Но тоа се оствари. Да знаете. Тука најдобро беше Љупчо Ѓорѓевски кој викаше дека Југославија готова што прави Македонија. Тоа беше прв што го кажа. Не беше Љупчо прв, затоа што Љупчо Ѓорѓевски излезе од МАК, дури во јуни после 6 месеци излезе од МАК. Значи, МАК беше првиот. И сега, оној кој сака да ги следи внимателно геостратегиските односи и движења во светот, многу јасно ќе види дека сферите на интерес во овој дел на Европа ќе бидат поделени. Сферите на интерес. Теоретска шанса. Јас во мојот мобилен телефон ја имам сликата на новиот председател на Бугарија, господинот Радев, со руското знаме. Неговото дете учи во руското основно училиште во Софија. После победата во Молдавија, советникот на Дугин на својот фејсбук, советникот на Путин Дугин на својот фејсбук профил напиша: победивме во Молдавија, сега напиша победивме во Бугарија и така натаму. Значи, јасни се нештата и движењата во тие геостратегиски односи. Не заборавајте дека Америка, иако на времето во граѓанската војна, кога се повлече Британија во 47-та година, ми се чини, Америка влезе во Грција и беше главен фактор околу уништувањето на ДАК и слично, никогаш порано до распадот на Југославија на Балканот не била фактор. Биле французи, британци, австро-унгарци, така натака, русите најмногу, турци и турците 500 години, да речам така, значи, тогаш прв пат стапна овдека и нема да се повлече. Ти ви кажам и зашто. Тие тука се доминантни, тие ја чувствуваат Европа како некаква конкуренција, што е голема грешка американска. Дај Боже и тука направи како Трамп. Тие Русија е ѓаволот, а Европа е конкурентот. И најавно Европа и Русија да се караат, третиот да користи. Значи, нема шанса Америка да се повлече од Балканот, затоа што мислам дека ќе го држи Балканот како некое, да речам, латентна, како една мина или бомба без упалјач за Европа, да може тука да ја контролира, што Европа ќе зависи од Балканот. Мирен е Балканот, мирна Европа. Немирен е Балканот, немирна Европа. Затоа се држи и Босна отворено прашање, Косово недефинирано, Македонија незавршено 25 години, ние немаме целосен меѓународен правен легитимит, немаме име. Зашто? Кој го држи тоа? Грција, па да не бидеме смешни. Или ако Америка сака да Македонија влезе во НАТО за 3 месеци, ќе влезе луѓе. Не е Грција проблемот, не е причината. Според тоа, шансите за некаква американска нова политика на Балканот се минимални, ја мислам ни теоретски, дај Боже да сум во криво, али мислам дека времето ќе покаже дека Буш, односно Трамп,
ќе го остави тоа на ЦИА, на другите да го држат тој регион тука и не заборавајте дека американците играат на картата на албанците во регионот. Нема доверба во грците од празни Значи, причини. корумпираната администрација игра на картата. Пак ќе биде корумпиран, не секирајте. Значи, нема доверба во словените, нема доверба. Антикорупцијска да ја Албанците, да, антикорупцијска нажа, ништо не прави. Значи, нема тие нивниот едини стол тука се албанците. Но после распадот на Европската Унија после две години, Нема шанса. да знаете сигурно Нема дека шанса. Европската Унија ќе се распадне на Теоретска прашањето шанса на нема. бегалците и мигрантите. Теоретска Јас шанса го нема. исклучително детално го следам прашањето на мигрантите и на азилантите, на барателите на азил, затоа што тоа ми е работа во овие 5 години наназад. И сакам да бидете сигурни дека Европската Унија ќе се распадне на прашањето на бегалците веќе За 2 години. најмногу за 2 години. Видите. Значи, јас имам и разговори со официјални лица и од Па и Австрија, Стратфор и од го Унгарија, и од секаде. го Значи, оценува. една Австрија веќе сака, затоа што е огорчена на политиката Велкомен, која Меркел, Глупост. која Меркел, Катастрофална глупост. ама австриците тврдат вака. Истовремено додека зборува Велкомен, границата меѓу Австрија и затворена, Германија е контролира. толку затворена што не може ниту Да, еден после, на почетокот не. После, на крајот беше тоа. Сега се уште е тоа така. Една Унгарија е исто така незадоволна. Чешка, Словачка, значи да знаете дека тоа ќе се случи. Едно да бидеме сигурни, нема никаква дилема, можам да го тврдам со се, ако сакате да се кладиме према милион. Европската Унија ќе опстане, еврото ќе продолжи да функционира, тоа се историски, цивилизацијски доследи на Европа, таму може да има промени, може една Италија да излезе, дори Франција ако дојде Ле Пен може да излезе, Германија ќе биде осамена као лидер. Па ако излезат 15 држави, која е Европска Нема да иде Унија? тако, нека бидат 5 држави. И тоа јадро ќе се шири после тоа. Сега ќе ви кажеме на работа, не заборавајте дека една Полска има 10,5 милиарди евра годишно нето приход од Унијата. Една Бугарија која се иселуваат градови има 2,4 милиарди евра приход годишно од Унијата. Ќе излезе Бугарија од Унијата? Да. Не е будала. Ќе излезе. 2,4 Знаете ли милиарди. зошто? Полска ќе излезе 10 милиарди. Знаете што е? А Германија дава 15,6 милиарди евра нето придонес во Унијата, ама нејзиниот интерес е затоа што има пазар, едно огромно производство кое го пласира таму, значи си има дворот и е широк. На Британија, знаете што направи? Историска грешка што излезе Унијата. Дали го знаете? И може би нема да излезе, може ќе направат све да тоа пујпике не вари што викаме ние да се останат. Видете, вие не го знаете планот на Европската Унија за Бугарија и Романија, затоа зборувате вака, но Бугарија е на работ да излезе, затоа што Бугарија и Романија е испразнета од население. Од Бугарија се одселени 3 милиони луѓе и има региони колку половина Македонија во кои не живее ниту еден човек, а планот на Европската Унија е таму да населат 2,5 милиони бегалци. Па сега треба да знаете нема нешто такви за да... планови, сега ќе кажем уште нешто. Ако Бугарија... Јас оставам да разговараме повторно после една година, да кога речеме. сакате, само ќе треба да се извините, затоа што ако Бугарија, кај што јас еднаш одевме за мисчини на скијање пред 2-3 години, на кај Банско, поминуваме низ едно градче, не да речеш некое село, градче како Ресен, отприлike, ниедно панџер не светеше. И јас додејќи не обрнав внимание, гледам мамо таму, после ми се врати филмот, што случува? И праша, вика, сите се оцелени. Ама ако излезе Бугарија од Европската Унија, прво нема да добие 2,4 милиарди годишно и второ, тие милион што оцелени ќе се вратат, ќе ги стераат. Што ќе прави? Тоа ќе има социјален немир и ќе дое крај на бугарската држава затоа што ќе уништат и власти и по опозиција и све. Ако им доселат 2 милиони бегалци, мислите дека нема да дое крај? Нема шанс. Нема теоретска шанс. Ајде да направиме мала пауза, да ги консолидираме ставовите, отидовме на геостратегија. Не дека не е важно, имав предвид и тоа. Една мала за мене контрадикторност, ќе ве прашам после паузата.
Аргументи, трет дел, што вели Ангеловски како турски серии. Продолжуваме, но бидејќи не можеме се во еден здив да го направиме тоа Ангеловски, кога говоревме за геостратегија. Каде гледам јас мала противречност во вашите искажувања, имајќи ги предвид сегашните коалиции на големите сили. Големите, јас сметам сега и Турција како играч кој што се наметнува во оваа дихотомија и бара партнер емје со Америка, емје со Русија. За сега добро го менаџира тоа веројатно. Но вие на почетокот до првиот дел рековте дека преку беса Турција сака да ги врати отоманските вредности на Балканот. Но Турција е сега добар пријател со Русија, за кој што вие пледирате дека во новата поделба на светот ќе биде присутна на Балканот. Па значи Русија ќе не донесе Турција отоманската традиција и вредности не само преку беса, него директно на Балканот. Не, Русија пак сака да ги врати православните вредности на Балканот. Како ќе се избира тоа што е И затоа, впрочем, и постоеле руско-турските војни заради влијанието на Балканот. Ма како ќе ги надминат овие разлики? Овој пат, бидејќи нема да ги надминат, овој пат Турција ќе се повлече затоа што е свесна за моќта на Русија. Затоа што Турција се наоѓа во една извонредно тешка ситуација. Доколку игра на картата на враќање на отоманските вредности на Балканот, Русија ќе може многу лесно да речеме да се сврти, па да рече, па добро, може би курдите на вистина заслужуваат држава на турска територија. Така да Турција се наоѓа во една ситуација меѓу чеканото и наковалната и не може така, таа се обидува, меѓутоа на крајот, кога сите тие геостратегиски поместувања, тектонски поместувања ќе застанат и ќе се слегнат, овде со своето влијание ќе биде Руската Федерација. Многу сигурно говорите како да ги знаете информациите. Да, па видете, треба да јас сум човек кој 26 години анализира, следи и чита се што може да се најде, прочита и проследи од сите страни. За разлика од сите други кои во оваа држава читаат само она што ќе им го сервира Америка и ќе им одговара. И тоа што им одговара. Не, уште еден факт дека Русија многу тешко, јас реков, нема теоретска шанса да се врати на Балканот, е фактот ако пружи рака Трамп према Москва, најавува дури како вели треба да си глуп и будала да се скара со Москва. Тоа е факт. Тоа е неспорен факт. Во таа ситуација, бидејќи Америка е длабоко навлезена во Балканот, прави што сака, почувајќи од Македонија, Русија нема ни да помисли да тука се меша, ќе се повлече дори од Република Српска каде е најприсутна и од Србија каде што е малку со ниш и така натака, така да напротив, ако дојде до приближување руско-американско, Балканот ќе биде апсолутно жртва на руска страна и нема со прст да мрдне. Ама како ние Страшо Ангеловски сметате дека ако е ваква ситуацијата каде што големите меѓу себе се толерираат и знаат каква им е моќта, ќе се деамериканизира. А ќе се Како? Која е таа сила што ќе се деамериканизира и што значи да се деамериканизираме? Која влада, која власт, кој политичар кој што ќе рече марш на американците од тука, тоа да не му се врати на глава. Освен ако не му речат русите, кажете им на овие, па ние ќе дојдеме. Тоа се договори во геостратегиските односи. На Америка многу попотребно е да речеме влијание или некаква присутност на далечниот исток, отколку на малиот Балкан. И тоа го има веќе. Го нема доволно, а ќе го сака малку повеќе. Русија ќе замижи затоа што Русија, иако е во, да речеме, определено пријателство со Република Кина, Русија за свој најголем непријател не ја смета Америка. Русија за свој најголем непријател ја смета Кина. Така да, тоа се големите игри во кои со тие геостратегиски поместувања, јас искрено верувам дека Република Македонија ќе биде добитник. Видите, дај Боже да е така, меѓутоа не заборавајте дека Русија, конфронтирана со Европа ради Америка, пресвртот во Европа дојде со Украина, еден класичен државен пуч финансиран од ЦИА, и Русија и претходно имаше една добра соработка со Кина, после тоа најдоа широка
лепеза на заеднички интереси. Не заборавајте, БРИКС е она што многу сериозно ги загрижува американците, бидејќи ако се соединат и соработуваат Индија, Кина, Русија... Тоа е сосема спротивно на што вели Спротивно, апсолутно. Не, јас велам дека соработува, но ги сметаат за опасност кинезите. Видите, и она што го прави Русија со евроазиската економска заедница, или како ја викат Унија, разбирате, што Шангејската група, нешто пандана НАТО, тамо се преземени сериозни руски чекори, разбирате, кои ја загрижуваат Америка. И многу е индикативно што Трамп, што мислам, тоа му е многу голема грешка, што во Кина го упатува прстот на непријател, на душман, а со Русија сака да соработка. Треба на двете линии. А инаку, Русија не е конфронтирана со европските држави. Русија е конфронтирана со бирократијата корумпирана од Брисел, а не е Русија има изводени односи со една Америка, со една Унгарија, со една Италија, со една Франција. Да прашам, кај се албанците тука? Албанците ќе бидат најголемите губитници на Балканот. Не. Зошто на американците им се битни албанците? И зошто на албанците им се битни американците? Тоа е едно прашање. Второ, на кого сме му ние битни и кој ни е нам битен? Од овие сили за кои што говорите. И јас да кажам, затоа што, пред го објасниме може не до крај, по распадот на Југославија, кога Америка стапна на Балканот, немаше друг партнер. Едини кои се бореа, Милошевиќ беше душманот, ѓаволот. Едини се бореа против Милошевиќ албанците. Грците никогаш не биле лојални, словените никогаш не биле лојални. По некоја логика тие се према Москва свртени, макар емотивно, ако не фактички, ако Русија никогаш ништо не направила за Македонија. Значи, ти имаш ситуација кога на Балканот сака да го контролира долгорочно и тука ќе останат бите сигурни. Во негативна смисла, како го да го контролира? Слушајте, зашто преку албанците го контролираат? На кој начин? Ама нема друг стол. Ама како го контролираат? Контролираат, албанците се стана главен фактор. Некако главен фактор стана, разбирате. Не заборавајте дека големо албанскиот проект со независноста на Косово е 70% готов. Кој го направи тоа? Америка со бомбардирање на Белград. Само за да констатираме. Ме прашувам што во таква, затоа ви го постави второто прашање. Ако тие се миленици на американците и обратно, тоа што кого ние да се здружиме за да парираме на овие за кои што говориме вечерва и за жал, кој нас да не сака така како што американците ги сакаат албанците. Тоа е коинциденција, тоа е едно долгорочно стратегиско партнерство албанско-американство кој ќе трае и со кој ние мораме да бидеме свесни. Можеме да им го замениме местото? Не можеме да го замениме местото, затоа што ние испокарани 2 милиона, албанците сепак околу 5-6 милиона се, тие со Вучич заедно изјавуваат и Рама, ние сме најголемите балкански народи и ние треба да имаме таа линија на договарање. Што да правиме? Тоа е како ангелски има што се прави, има што се прави, видите. Во еден Виетнам имаше 650.000 американски војници, врвно наоружени. Јас бев во Виетнам пред паѓањето на Сайгон во февруари 1974 година, во декември 73-та, 74-та, во март, во април падна Сайгон, разбирате. Босоноги беа. Босоноги се бореа и победија. Ги помагаше и Русија, ги помагаше и Кина. Меѓутоа, кога еден народ е спремен да го бара своето место под сонце, никој не може да го уништи. Затоа е таа неподелија и не прават, не докусуруваат како сакаат. Значи, единството прави се... Тие беа поделени, виетнамците беа поделени. Не беа, северен и јужен, али затоа во јужен, северен Виетнам се знаеше Виетконгот и све тоа го направи што требаше. Значи, мислам дека ситуацијата е таква да ние мораме се бориме за своето место под сонце. Ние не бараме ништо осим да останеме тоа што сме. Значи, никој тоа не може да го оспори. Али затоа треба да дозволи. Затоа, ама тоа се бара во Вашингтон, треба да го бараш во бараме дома. Треба да го бариш во Вашингтон, треба да го бараш во Брисел и да тропнеш на маса и да кажеш ова што го правите води во катастрофа, во балкански војни, затоа што тие 25 години држава е малтретираш де факто. Све што прават е нелегално. Од примот во Обединените нации, од привремената спогодба, од блокадата во 2008 година од НАТО, блокада уцена и ултиматум, првото по тоа членство. И ние молчиме.
Господине Ние треба Николски, да верувате кривиме во гласот вашето и да кажеме озборување? дека ова што го правите не може да помине, а ние молчиме. Верувате во И вашето тоа е озборување, таа дека треба во Вашингтон да му се каже? Да, треба. Дека Вашингтон не го знае ова, ние Ама треба го знае, да ама ви ако ние кажеме. молчиме, ќе си го прави што сака. Видете вака. А според вас што? Видете вака. 90-тата Америка, сите мене ми велат Америка е наш сојузник, 90-тата И помогна денеска да велат, станеме и денеска независни. велат. 90-тата ние и требавме на Америка да бидеме независни, за да ја одземе моќта на Србија. И затоа Америка издействува 6 независни држави. Па не призна дури 2004-та. Меѓутоа, денес таа и таква Македонија, која не сака да си го смени името, веќе е терет за американската Тоа е факт. администрација. Тоа е факт. И таа американска администрација сака да ја уништи, да ја го смени името. Тоа не е спорно. И сега како Тоа се вие, гласуваме. кај тој што сакате да ве уништи, вие ќе одите во Вашингтон и ќе му го укажувате. Ама ќе му кажеш, затоа што дека не тропнеш на баса и не кажеш дека ова што го правите е погрешно, дека нашите политичари кои се сретнат со нивните представници кои доаѓаат рече Америка ја го поддржува членството на НАТО на Македонија во НАТО. Што е лага? Ти го поддржува да се прекрстиме. дека многу ми Ама вие најблија во Америка кажано. велите, ама не во Клинтон, туку во Трамп. Тоа е пак Америка. Америка и Зошто истата мислите политика дека ќе Трамп биде, не е истата Америка? политика. Не, јас не верувам во Америка. Ние видите, ние ако молчиме, детето дека молчи, бебето не му дава да цица. Значи ние треба да ги отвориме картите и на Брисел да му кажеме дека ни постава на Грција не попречува во НАТО и во ЕУ, не попречува Америка и не попречува Брисел. Значи блокадата е од Брисел. Што сме направили ние во Брисел да му кажеме дека не попречува ништо? Ние одиме таму кога попчињата ни држат лекции, ни да го праќаат прибе, ни дава Библија и така натака, а ние се правиме можем не разбираме. Дека се прави дека не разбираш, ќе те влечат за уши и ќе ти удараш така Во тие лево и два десно. центри, Тоа го дозволуваме во ние. Брисел и во Вашингтон, се крои антимакедонската политика. И што сме направили ние таа линија? Сме го артикулирале тоа? Не сме го артикулирале. Тоа е таа Значи, уште еднаш дематериализација. доаѓаме до потребата од платформа Македонска национална и Тоа не државна е платформа спорно, тоа не е со спорно. која ќе излеземе и пред Брисел, и пред Вашингтон, Точно, и пред албанците во точно Република така, Македонија, точно така. и пред нашите Точно соседи, и така, пред точно секој. така. Ете, таа е Тоа потребата, е потребата. за која... Али кој има сила, сега прашање да кој има, да не речам што, три чисти, да каже дека Америка е таа која не попречува да во НАТО. Америка ако сака да влеземе во НАТО за 3 месеца ќе влеземе. Јас тоа барем на 3 емисии овде Ама јас сто пати го сум кажал. Овде почнеш Јас сто пати го кажал. Ама кој во држава од надлежните има тоа кажал никој. Значи, затоа не можеме никако како пријател да ја чувствуваме ни американската, ни бриселската корумпирана Точно, администрација. тие против нас работат отворено. Од тука Не блокираат, уценуваат и ултиматуми Од поставуваат. тука А не викаме наши стратегиски партнери. ние Ги разбираме имаме работите. обврска да бараме пријатели. Точно, точно. И јас и мојата политичка партија, која ја возобновив пред некаде 3 месеци, Нека е влија. запишавме, ајде да имате, запишавме во програмата дека една од точките е барање да се раскине договорот за стратегиско партнерство со Соединетите Американски Не е држави. тоа договор, тоа е и- меморандум кој ништо не меморандумот. значи. И Ништо да не се значи. потпише Ништо не ист значи. таков со Руската Федерација. Русија не е спремна за такво нешто. Сега јас ќе ви кажам Русија не е зошто го спремна за барам такво ова. нешто. Соединетите Американски држави го држат Балканот во подготвеност за немири со тоа што го држат да биде сиромашен. Ако вие на Балканот му дозволите да стане економски богат, дали некој ќе биде подготвен да војува? Вие денес на Косово имате 72% невработени. Тоа е потенцијална бомба во секој момент, ако само малку ја поттикнете да Пука. тргне во војна. Имаме невработени млади албанци и овде. Јас, бидејќи имам млади деца, знам како изгледа да се невработени, нели? Да сака да излезе со Страшно, девојка или страшно, ваму или онаму, а да не може да го стори тоа. Страшно. Сите тие се потенцијална бомба. Соединетите Американски држави не му дозволуваат на Балканот да оди напред и да биде богат, за да може кога сака да предизвика војна. Од друга страна, ние имаме рускиот обид за гасовод кој ќе поминува овде. Ние го имаме кинеското барање за брза пруга која ќе го поврзува Солун и Будимпешта.
кинеското барање Уште не е финализирано тоа. Не е финализирано, Почнува Белград- но веќе Белград 94 се почнува. дадени за Белград Будимпешта да биде. добро. Али Но тоа е кај нас не почетокот кај и нас не е заборавајте дека дозволено. грчката по грчките пруги купи некоја италијанска компанија за џабе. Јас се чудам кај беше Кина да ги земе, зашто тоа е првиот чекор. Ќе ги купи однова, ако треба, затоа што се покажа затоа што не подготвени. затоа што ги купи пристаништата во Грција. Кина А така железницата ги купи Италија. железницата Што е не е глупост. проблем. Значи, ако Соединетите американски држави заврши, посакува добро на овој регион, ќе дозволеа да влезат сите тие нешта, да влезе брзата Тоа е пруга, да против влезе руска, тоа е против руска ама политика. и е против нас, затоа што тоа не ние држи сме во сиромаштија. колатерална штета. Ете, тоа е тоа. Дојдовме до пола од Од агендата. Значи, ова турска серија се која што говорите. А зошто ние па стално ми барале нови гости? Тие се гостите, ние можеме да продолжиме. Вели на слични теми. Ова не го прочитавте. Па ако господинот Ќе ви Николски одзема- добро се чувствувал од Чувајте го. петокот до денес овде, Чувајте го. преспивачи, тогаш можеме да останеме Да, уште добар неколку пример. дена. Да, мислам дека Добар имаше пример. такви појави во Не, во ова други морам медии. да ви го прочитам Не, чујте накратко. го следната емисија. Заутре може пак да видите. Ви благодарам што бевте Ме задоволство. гости во Аргументи. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Останете со програмата на телевизија Нова и денес и утре и наредниве денови ќе разговараме и ќе дебатираме на Со истите овие гости. актуелни теми. Од време на време ќе се освежиме со некој нов, но мислам дека тоа вие сте како опинион мејкери веќе тука во оваа телевизија. И благодарам уште еднаш. Ме задоволство. Но за старт, за да можам да одработам платата, Читување на функцијата која Андон, ја извршувам. Немаш Андон, право да да ме покажеш, прашам Тоа за не може да наредбите. направиш. Имам. Добро, дајте само Благодарам уште за Можете да вас. сте саркастични колку што дајте сакате. уште една господин минута Спасовски. реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чекај сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму, ама до пола книга се одбележале. Нема да ја читаме цел. А ве молам режија.